Добра вечер, јас сум Лиljana Митрова, а вие го следите дневникот на КТВ телевизија. Во прилог на станите на денот. Заврши целосното обележување на хоризонталната сигнализација на новопробиената улица на булевар Велјко Влаховиќ спој со Западен булевар. Како што информираат од локалната самоуправа, дел од овој проект е инвестиција од Министерството за животна средина и просторно планирање, како инвестиција на општина Кавадарци во висина од 6 милиони денари и површина од 4900 метри квадратни. Во рамки на проектните активности за темата сообраќај, децата од големите групи од сите објекти на градинката Рада Поцева денеска реализираа едукативна средба со службеници од одделението за внатрешни работи Кавадарци во паркот на Револуцијата. Преку интересно и практично дружење, најмладите имаа ретка можност одблиску да се запознаат со работата на полициските службеници и на противпожарната единица. Настанот беше збогатен со показна вежба и едукација од страна на пожарникарите, а децата со огромно љубопитство ги разгледуваа специјалните возила со првенство на минување, влегуваа во нив и ги слушаа звуците на сирените. Оваа успешна соработка со локалните служби за итни интервенции има за цел да ја подигне свеста кај најмладите за безбедноста во сообраќајот и да им ја доближи хуманата и одговорна професија. Од ноќеска на полноќ, 27 мај, во согласност со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, цените на горивата ќе ги имаат следните измени. Моторен бензин Евросупер БС 95 поскапува за половина денар по литар, а новата цена ќе изнесува 87,50 денари за литар. Евросупер БС 98 исто така бележи изголемување од половина денар, 0,50 денари по литар, па граѓаните ќе го точат по цена од 89,50 денари за литар. Дизел горивото не претрпува никаква промена, односно цената останува иста и ќе продолжи да се продава по 92 денари за литар. Половина денар се зголемува и цената на екстра лесното масло. Пратеникот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Фатмир Битики на денешната пресконференција во Собранието предупреди дека новото задолжување на владата од 260 милиони евра ќе чинело многу поскапо, земајќи ја предвид, како што рече, високата камата, при што само за камати државата ќе плаќа 58,64 милиони евра. Битики посочи дека цената за ваквото скапо задолжување ќе ја платат граѓаните уште пред да се почувствува било каков економски ефект. Владата зборува за економска стабилност, а секој месец тропа на нова врата за задолжување. Снемува очигледно пари во буџетот. Погрешните политики на Мицковски и Кочовска во економијата ја туркаат Македонија и идните генерации во должничко робство. Толку многу им се брзаше на владата на Мицковски со новото задолжување, што веднаш после празникот, спротивно на деловникот и процедурите, го ставија на дневен ред во собранието задолжувањето од 260 милиони евра. Станува збор за грубо кршење на процедурите и злоупотреба на собранието. Поради тоа СДСМ, како што најави, ќе поднесе интерпелација и кривична пријава против председателот на собранието. Буџетот очигледно е пред колапс. Пари нема за ништо, па затоа власта секој месец оди со нови задолжувања за да ги покрива дупките што сама си ги создаде. Нема пари за повисоки плати и пензии, нема пари за минимална плата од 600 евра, нема пари за земјоделците и за поголеми субвенции, но има милиони за нови долгови и криминални тендери. За само 2 години Мицковски создаде нов долг од 2,5 милиарди евра, а јавниот долг се зголеми на историски највисоки 11 милиарди евра. Долг што ќе го плаќаат идните генерации. Ова задолжување е доказ дека меѓународните финансиски пазари не се импресионирани од триумфални пораки дека Северна Македонија се движи кон врвот на европските економии. Дека сме на пат да станеме меѓу трите најбрзо растечки економии во Европа. Владата бараше 300 милиони евра од банките, а доби само 260 милиони евра, и тоа со висока камата од 4,6%. Тоа значи дека странските банки немаат доверба во фискалниот капацитет
и економските политики на владата на Мицкоски. Но сега да ја погледнеме цената која ќе ја платат граѓаните за овие 260 милиони евра. Според актуелниот 6-месечен Еурибор од 2,562% и договорената маржа од 2,10% поени, овој заем во моментот би чинел околу 4,66% годишно. Во зависност од конечниот распоред на отплата, државата би платила приближно меѓу 58 и 64 милиони евра само за камати. А со еднократниот надоместок од 3,64 милиони евра, директниот финансиски товар се движи од 61 до 67 милиони евра без дополнителни агенцијски и други трошоци. И ова е реалната цена што граѓаните ќе ја платат уште пред да почувствуваат било каков економски ефект. Сакам да поставам и дополнително прашање до владата и министерката Кочевска. Дали со објавата на Facebook веќе ја најави следната должничка епизода од околу 350 милиони евра за остатокот од еврообврзницата што треба да се сервисира во јуни. Тоа се нови 350 милиони евра на грбот на народот. И најстрашно е што овие пари не одат кај граѓаните, не одат за повисок стандард, туку за партиски тендери, омилени фирми и луксузирање на власт. И затоа СДСМ, како што најави, ќе се спротистави на ова задолжување. Благодарам. Само специјалниот бугарски пратеник Филипче слепо му верува на Румен Радев, кога вели дека уставните измени се последната препрека за влез на Македонија во Европската Унија, порача од ВМРО ДПМНЕ. Само специјалниот бугарски пратеник Венко Филипче слепо му верува на Румен Радев, кога вели дека уставните измени се последната препрека за влез на Македонија во Европската Унија. На сите им е јасно, па дури и на птиците, дека уставните измени за внесување на бугарите во Уставот е само првиот од многуте чекори кои бугарските власти ги имаат кон нас, а се однесуваат на македонскиот јазик, историја, култура и идентитет. И ова не го говориме ние како ВМРО ДПМН, туку тоа го говори сегашниот премиер на Бугарија. Во видео од 2019 година, кое е повторно актуелно на социјалните мрежи, Румен Радев, како тогашен председател на Бугарија, пред голем аудиториум на конференција во Русија, на која што присуствува и Владимир Путин, говори за македонската историја, но во бугарски контекст. Румен Радев во своето обраќање говори дека Гоце Делчев е бугарин и дека писменоста дошла од Бугарија, а не од Македонија. Додека од македонските власти во тоа време, предводени од Зоран Заев и Венко Филипче, немаше никаква осуда за конкретниот говор на Румен Радев. Со ова јасно се докажува дека на Бугарија и Румен Радев не име само до внесување на 2 до 3.000 луѓе во Уставот на Македонија, кои се чувствуваат како бугари, напротив, тие сакаат комплетно да ја редефинираат македонската историја, македонскиот јазик, култура и идентитет. Или попластично објаснето, доколку Филипче дојде на власт, би им дозволил на бугарите без задршка Гоце Делчев, Јане Сандански, Питу Гули, Даме Груев да бидат бугари кои се бореле за бугарска држава, Кирил и Методи да бидат бугари кои ги описмениле словенските народи, секако по ова македонскиот јазик би бил од 1945 година па наваму, исто како и македонскиот идентитет дека е од по Втората светска војна, а се пред тоа било бугарско. Почитувани граѓани, Венко Филипче и СДС за власт, за амнестија од криминалите, за да можат повторно да ја крадат државата и за моќ. За само еден ден би ја продале државата и око нема да им трепне. ВМРО ДПМН тоа нема да го дозволи заедно со граѓаните кои ја ценат и поддржуваат нашата достоинствена политика која носи добробит на македонскиот народ. Продолжуваме со вести од спортот. Заврши кошаркарското првенство на Македонија. Екипата на МЗТ Скопје го совлада маđари со резултат 74-80 во третиот надпревар од финалната серија во Суперлигата, со што го совлада со метла дебитантот во елитата и стигна до 13-тата шампионска титула во историјата на МАК баскетот.
13 титули во 14 сезони. Огромен дел од нив со двојни круни. Најдобар доказ за доминација како никогаш досега во макбаскетот. Од друга страна, не е ни блиску крајот на неверојатната кариера на Војдан Стојановски, кој испише уште една страница во својата биографија. Тој доби наградата, односно признанието за најкорисен играч на финалната серија на плейофот. Неговиот брат Дамјан Стојановски го крена шампионскиот пехар со МЗТ Скопје, со што искусниот крилен играч испиша историја како најтрофеен во македонскиот баскет. За Дамјан ова беше вкупно 11-та шампионска титула, со што долгогодишниот репрезентативец го остави зад себе братот Огнен Стојановски, како и Маријан Ѓуров, кои имаат по 10 шампионски трофеи. Дамјан веќе е на врвот на листата и по број на освоени куп трофеи, со што капитенот на МЗТ е апсолутен владетел кога станува збор за пехарите на македонската кошаркарска сцена. Регуларниот дел од фудбалската сезона во Македонија заврши, а останаа да се одиграат само бараж дуелите за пополнување на првата и втората лига за следната сезона. Екипите на Брера и Пелистер како актуелни прволигаши и Скопје и Шкендија Рачиново како актуелни второлигаши ќе играат во клучните баражни надпревари кои ќе решаваат за местата во првата македонска фудбалска лига за следната сезона. Во првиот бараж дуел Струмичка Брера ќе се соочи со Скопје на стадионот Петар Милошевски во Битола. Струмичани ќе се борат за опстанок во елитата, додека Скопје ќе се обиде повторно да обезбеди место меѓу најдобрите македонски клубови. Вториот бараж ќе се одигра на градскиот стадион во Кавадарци, на кој Тиквеш ги игра своите надпревари, а тука Пелистер ќе ги одмери силите со Шкендија од Рачиново во директна битка за место во елитата следната сезона. Двата надпревари се закажани за 31. мај со почеток од 16 часот и 30 минути. Познати се и двојките за пополнување на местата во втората македонска фудбалска лига, како и стадионите на кои ќе се играат овие надпревари. На 30 мај на програмата се 3 средби. Во Кратово ќе се соочат Каменица Саса и Евромилк Горнолисич. Градскиот стадион во Кочани ќе биде домаќин на дуелот Кожув Гевгелија Борец Велес, додека во Штип за место во втората лига ќе се борат Победа Валандово и Камјани од селото Камењане. Последниот бараж надпревар за пополнување на втората лига ќе се одигра на 31. мај на стадионот во Ѓорче Петров, каде ќе се сретнат Тетекс од Тетово и Влазними од Струга. Почетокот на сите 4 средби е закажан за 16 часот и 30 минути. Викендов се одигра последното 33-то коло во првата македонска фудбалска лига. Ова коло не донесе никакви турбуленции кога изгледот на табелата е во прашање, бидејќи единствена непознаница беше кој ќе игра со кого во бараж борбата за опстанок во елитата. Токму затоа беа забележени 5 домашни и само една гостинска победа. Арсими минимално со 1-0 ја совлада Струга, а во дербито новиот шампион Вардар со 3-0 го победи вице шампионот Шкендија. Пелистер ја задржа позицијата број 8, бидејќи во Битола со 1-0 славеше против тимот на Башкими. Брера, иако убедливо со 6-0 го победи Шкупи, остана на 9-то место со изброј бодови како и Пелистер, но со послаба гол разлика и послаб меѓусебен скор. Македонија Ѓорче Петров со победа од 4-2 против освојувачот на купот Силекс се прости од прволигашкото друштво, а единствената гостинска победа ја забележа ГФК Тиквеш, кој со 1-3 славеше на гостувањето кај новиот второлигаш Работнички. Со оваа победа кавадарчани ја потврдија позицијата број 5 на табелата зад Вардар, Шкендија, Струга и Силекс. И второлигашите го одигра последното 30-то коло, кој ги разреши сите дилеми околу новиот шампион, односно новиот прволигаш, како и за тоа кои две екипи ќе играат бараж за влез во елитата. Штипска Брегалница очекувано ја декласираше Прилепска победа со 7-0,
и се промовираше во нов член на првата лига за следната сезона како шампион во второлигашкото друштво. Скопје заврши на второто место со изброј бодови како и Штипјани, откако на домашен терен беа убедливи против тимот на Детонит со 5-1. Шкенде од Рачинова славеше на гостувањето кај Саса со 2:4, што беше доволно само за позицијата број 3 на табелата. Со празни раце остана Охрид, кој на домашен терен ја декласираше слога од Виница со 7-1, но остана само на позицијата 4. Беласица за крај на сезоната се израдува на гостувањето кај Преспа со победата од 1-3, Тетекс со 7-2 го победи Големо Коњари како загревање за баражот за опстанок, исто како и Кожув кој со 0-5 славеше против Вардар во Неготино. Во последниот надпревар Новаци и Осогово одиграа 3-3. Шампиони нов првлигаш Штипска Брегалница. Баражи за влез во елитата со прволигашите ке играат Скопје и Шкендија Рачиново. Баражи за опстанок во втората македонска фудбалска лига со третолигашите ке играат Кожув, Тетекс и Саса, а во понизок ранг се селат Вардар Неготино, Слога Виница, Преспа Ресен, Победа Прилеп и Големо Коњари. Во ракометната Суперлига викендов се одиграа средбите од предпоследното коло во плейоф и плейаут сегментите. Во плейоф дербито Охрид на домашен терен загуби од Еврофарм Пелистер со 22-25. Во скопската пресметка Алкалоид го декласираше Бутел со 37-21, а Вардар беше убедлив во дуелот со Тиквеш со резултат 36-26. Во плейаут сегментот Прилеп ја потврди доминацијата и го совлада Пролет со 29-27. Куманово го доби Радови со 38-21, а Струга убедливо загуби и тоа на домашен терен од Еврофарм Пелистер 2 со 29-40. Да напоменеме дека Охрид игра и финале од ЕХФ Европскиот куп, во кое во првиот надпревар нашите ракометари славеа на гостувањето кај Тата Бања со 28-29. Бидејќи реваншот се игра следниот викенд во Охрид, на надпреварот од последното коло во домашното првенство помеѓу ГРК Тиквеш и Охрид, кој требаше да се игра викендов во Кавадарци, со вистински джентлменски потег, кавадарчани излегоа во пресред и одлучија оваа средба да се одигра денеска и тоа во Охрид, за да охриѓани имаат доволно време да се подготват за реваншот од финалето на ЕХФ купот. Неготино беше домаќин на првата промили трка. Преку 330 учесници се надпреваруваа во две дисциплини на 5 и 10 километри. Викендот во Неготино се одржа атлетската трка промили. Импозантна масовно со учество на преку 330 учесници од цела Македонија, различни возрастни категории, како и безпрекорна организација на целиот настан, го одбележаа премиерното издание на трката Промили, која за прв пат се одржа во Неготино и се одвиваше долж улицата Маршал Тито во двата правци. Сите пријавени учесници кои го зазедоа своето место на стартот на трката се морални победници, независно дали се бореа за највисок пласман или трката е страча рекреативно. Инаку учесниците се надпреваруваа во две дисциплини, тоа на 5 и на 10 километри, во зависност од физичката подготвеност. За најдобро пласираните тркачи беа обезбедени и им беа доделени пригодни награди и признанија. Првата Промили трка беше финансиски поддржана од општина Неготино и многобројни спонзори. По завршувањето на надпреварувачкиот дел на градскиот плоштад во Неготино беше организирана забава за сите надпреварувачи и присутни граѓани, која помина во пријатна и релаксирана атмосфера. А сега временската прогноза. Сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне ќе има услови за изолирана појава на краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата ќе се движи од 15 до 31 степен.
Почитувани гледачи, ви благодарам што не следевте. Тоа беше се во овој дневник на КТВ телевизија. Имајте пријатна вечер.